Здраво! Како сте? Добре дојдовте назад во мојот YouTube канал. Јас сум Горан Пелски, за сите што не ме знаат. Денеска ќе зборуваме за денот на таткото. Денот на таткото ми бил огромна инспирација од секогаш да зборувам за него. Неколку години наназад сум се прашувал зошто не е толку актуализиран во нашата земја и зошто не се чествува и не се празнува и зошто не му се оддава внимание на таткото. Зошто се случува тоа? Сето тоа го разбирам со феминизмот и со еднаквоста на брачните партнери, но јас мислам, ако има ден на мајката и ако има ден на таткото, треба подеднакво да се чествуваат, а не да се дадат толку многу вредност и време за тоа, а уопште да не се зборува за таткото. Сепак, тоа е тоа што ни се случува денеска додека на запад, тоа и такако се на здравје, како поштува и цени и се слави на едно одредено ниво. Ниту па знаеме како да го чествуваме, ниту па знаеме што да направиме во врска со тоа, ниту сме се потрудиле. Јас во нашата државичка сум имал, сретнато, еднаш во мојот живот со ден на таткото, сум се по повод ден на таткото сме пишувале состав и тоа во основно образование. И ништо повеќе, ниту во средно, ниту на факултет сум слушнал, него не сме зборувале, ниту сме објаснувале зошто е тој ден на таткото и зошто таткото е уопште важен у фамилијата. Според мене, љубовта кој што татковците треба да ја даваат кон своите деца е многу важна, е дел од нас. Колку и да бидеме конзервативни и неонационалисти и патриархати и не знам што и не знам како, секогаш ќе не недостасува таа љубов од таткото што треба да биде дадена, доколку не сте ја имале. Знаеме како кај нас функционираат татковците, посебно децата од моја генерација. Мајката е 100% се грижи за детето, а таткото е во задна насока, или воопшто не се грижи, или се прави за да биде семејството задоволно. Дечки, вие како дете имате потреба, реално, и од мајка, и од татко. И од таква љубов. И не е ништо страшно, вие како родители, доколку ме следите и сте родители, и навистина сакате да изразите љубов, а сте татко, немој воопшто да се штедите. И доколку вие не сте ја добиле таа љубов, баш потрудете се на вашите деца да им ја дадете, зашто е многу значајна. Има кога да се караме, има кога да се жалиме, има кога да пискаме, има кога да даруваме љубов. И тоа е тоа. Значи, љубовта е просто едноставно она што не создала. Може ли да не ја делиме? Тоа е многу себично да не се дели љубовта. Ниту па во ниту еден момент можеме да кажеме, доколку некому изразиме љубов, дека помалку ќе бидеме почитувани или помалку ќе бидеме вреднувани. Баш напротив, мислам дека доколку дадиме љубов во најпотребните моменти, децата уште повеќе ќе не сакаат и уште повеќе ќе не ценат. Едно е да го цениме родителот, друго да го сакаме родителот. Тие се многу различни работи. Секој од нас има свое различно искуство со својот татко. Например, моето лично искуство. Јас сум, израснат во малку поразлична средина, затоа што од една страна баба ми, мајката на татко ми, е голема феминистка и работните обврски во домот се извршуваат заедно. И тој пример му служило и како на мојот татко. Така да домашните обврски кај нас во семејството никогаш не биле поделени на машки и женски. Што мене тоа ми пријало, нели? Ама тоа е супер да има некоја, нели, таткото како семејство да
помага и да подпомага во домашните обврски. Сега, се случува момент, да, јас се раѓам кога мајка ми е невработена, татко ми работи приватно, речи се 24/7, така да тој уопште не бил присутен во моменти кога требало да се помогне да се стварно. Секој слободен момент бил заеднички да создават и да прават и да решават обврски. Од друга страна, моето искуство е тоа што никогаш или премногу малку имам почувствувано вистинска, онака, барем искажана љубов од страна на мојот татко. Тоа е, мислам, може да кажем дека цел живот ми била, ми недостасувала таа љубов, таа желба, или не знам, мислам дека мојата перцепцијата на мојот татко дека ако некој дете биде галено или ако се искажи таа љубов, може тоа дете да биде галено или да не го почитува или така натаму. Љубовта која што може еден родител да ја даде е незаменлива. Не може никој друг да ни биде родител. Може да се труди да ни биде родител, ама никто во еден момент не може друга личност да ни биде. Значи, тоа е таа ДНК и таа конекција. Сега, има случаеви, има да ме разберете погрешно, значи има случаеви кога едниот родител е починал. Има деца на разведени родители, така натаму, немојте да ме разберете погрешно, но кога веќе и двајцата постојат, функционират во една заедница и воопшто таткото не дава љубов, време и внимание на своите деца, во ниту еден момент не го оправдувам. Модерните татковци, колку што јас гледам, сите пробуваат и да поминат време, и со керките, и со синовите. Не се случуваат деца толку често како порано, многу поретко или се раѓа, или на повозрасни се случуваат децата, така да вниманието кон детето е зголемено. Многу повеќе се чита, многу повеќе се посетува психолог, многу повеќе се гледа телевизија, се разговара, така да односот кон децата е драстично променет. Времето кога јас бев дете, нештата се менуваат, но сепак имам некои луѓе кои што размислуваат поинаку и сакам да им укажам на тоа дека не се во право доколку мислат дека таткото воопшто не треба да даде љубов. Љубовта не се купува со пари. Тоа е најважен момент. Љубовта се дава од срце. Барем, пример за мојот татко, он никогаш не ми покажал конкретна љубов, да речеме, но со некои гестови ми покажал дека му значам. Ако евентуално сте решили дека сте тој тип на луѓе, барем така постапете, дека барем со нешто што ќе направите вие во одредена ситуација, детето ќе свати дека вие го сакате, само не ја покажувате ради, тој е моментот. Главната порака на видеото е да што повеќе дарувате љубов и што повеќе посветувате време со вашите деца, ги сакате и им го кажувате тоа, затоа што еден ден тоа дете нема да се сеќава колку и што и какво јадел или какво му било дома, туку баш ќе се сеќава на секоја прегратка, на секој бакнеш што сте му го дале, на секое убаво поминато време заедно, шетање за рака. Благодарам многу што гледавте ова видео, се надевам дека ви се допадна. Доколку не ви се допадна или доколку имате различен став во врска со тоа, слободно коментирајте. На крај ве замолувам само да се претплатите на мојот канал. Имајте убав ден!